почитувани представници на медиумите, пред се сакам да изразам голема благодарност за поканата да присуствуваме на денешната пресконференција по повод 56-тото издание на Меѓународниот сајм за земјоделство и храна овде во Горна Радгона, Република Словенија, и особено голема чест и задоволство ми е што и како министер и како влада оваа година сме партнери на Словенија токму на овој еден од најзначајните сајми за земјоделство и храна во регионот. За нас како држава од особено значење нашето учество оваа година во Словенија, особено како годомаќини, од аспект на промоција на македонските земјоделски производи, македонската храна, македонското вино, македонските представувањето на нашата преработувачка индустрија, но секако и на можностите за туризам и за инвестирање во Македонија, а тимот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во изминатиот период работеше на нашето представување тука во Горна Радгона. За жал Македонија во претходните години не беше представувана на овие најзначајни меѓународни настани, каде што имаме можност да промовираме и нашата култура, традиција, богата храна. Затоа Министерството со промена на политиките стави акцент токму на финансиската поддршка на, како што ова денес, национално представување на Македонија овде во Агра, а во следниот период Македонија ќе има на сите меѓународни значајни настани, како што е тоа Зелена недела во Берлин, односно подготвуваме една агресивна кампања за промоција на македонското земјоделство и на македонските производи на сите значајни меѓународни настани. Може да кажам дека Македонија е препознатлива како првенствено по виното, како една од нашите најстратешки извозно ориентирани земјоделски гранки, од кои што имаме огромен девизен прилив во државата. Македонија ќе ја брендираме во земја на органското производство, но во Македонија засилено се поддржува и преработувачката индустрија, особено користејќи ги европските фондови. Токму затоа денес во Горна Радгона дадовме поддршка да 27 македонски компании го представат своето органско производство, виното, туризмот, но секако тука е и Македонската преработувачка асоциација, која што ги представува исто така преработките од земјоделските производи овде на овој сајм. Во рамки на овој меѓународен сајм ќе се одржи и Словенечко-македонскиот бизнес форум, каде што ќе ги охрабриме сите наши компании во отварањето на диалог, на пријателства, на плодна соработка, особено со отварањето на европските перспективи на Македонија и на близината и хемијата која што постои помеѓу граѓаните на овие две земји. Сметам дека ќе имаме успешна соработка и во наредниот период. На крајот сакам да се заблагодарам и на директорот на сајмот за одлуката Македонија да биде земја партнер, на мојот сегашен колега и нов председател на Собранието на Република Словенија Дејан Жидан, за заложбите Македонија да биде партнер на овој сајм и за целокупната поддршка која што во текот на оваа прва година од мојот мандат дојде токму од Словенија, институционална, лична и поддршка од Словенија за Македонија. Благодарам.